Првичниот настан беше планиран денеска 28-миот роденден на ВМРО ДПМН и беше планирано да се одбележи роденденот токму во Битола. Со оглед на последните случувања, денес имаме протестен марш, со кој што ќе го искажеме незадоволството на граѓаните на Република Македонија од спогодбата која што утринава беше склучена помеѓу двете држави. Уште од самиот почеток на преговорите помеѓу Никос Кодзијас и македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров, ставот на ВМРО ДПМН е дека преговорите одат во погрешна насока. Уште од самиот почеток прво се пожаливте на нетранспарентноста на целиот процес, потоа го одбивте предлогот Република Илинденска Македонија, за сега да го одбиете и решението, нели, Република Северна Македонија. Според вас, кој е вистинскиот начин на преговарање и кој би било прифатливо решение за вас како опозиција? Најпрво ќе напоменам дека ВМРО ДПМН и до сега, и од сега па натака и во овој момент исто така имаме конзистентни ставови во однос на тоа кои се нашите црвени линии и што можеме да прифатиме, односно што не можеме да прифатиме, и тоа во многу наврати јавно сме го кажували, повторувале пред целата македонска јавност, дека не се согласуваме со промена на уставното име, односно уставот со цел промена на уставното име, и така ќе предложиме и во иднина. Ова што денеска ни се случува е класична капитулација. Ова е еден договор, приватен договор на премиерот Заев, кој што се обидува да го наметне во македонската јавност и на целата држава. Ова е класична капитулација, зашто ние со сите демократски средства ќе се спротивставиме овој договор да не ја види светлината на денот. Што конкретно мислите под демократски средства? Во следните денови ќе следат многу активности настани во однос на нова прашање. Кога велам демократски, се што е оно во согласност со уставот и законите на Република Македонија, бидејќи сметаме дека тоа е вистинскиот начин доколку сакаме навистина да спречиме капитулација на државата. Дали да очекува јавноста некаква радикализација можеби на овие протести? Не, радикализација, повторно ќе повторам, значи се што е во духот на демократијата и демократските принципи. Ние сме сериозна партија, најголема партија во оваа држава, без разлика што во овој момент сме во опозиција и ќе продолжиме да делуваме за добробит на сите граѓани, за заштита секако пред се на националните интереси на Македонија. Ќе успеете ли во вашите планови или сепак премиерот Зоран Заев ќе успее да ги убеди граѓаните да гласаат за на референдумот кој најверојатно ќе се одржи на јасен? Сепак ова е на ниво на шпекулација, не би одел да шпекулирам, она што можам да кажам е дека се што можеме да направиме, се што можеме да превземе како конкретен чекор ќе го направиме, кој ќе биде успешен на крајот на денот ќе покаже историјата.